Добар ден на сите. Ви благодарам што во вака голем број присуствувате на денешната пресконференција, која ние како Стопанска комора сметам дека е многу важна. И наша заложба е дека и цел нели е ЕУ интегративниот процес, бидејќи сметаме дека тоа е наш единствен излез кон подобрување не само на економскиот развој, туку на општествениот развој во целина. Како Стопанска комора сме вклучени во текот на преговорите од самиот почеток. Велам од самиот почеток, бидејќи за нас скрининг процесот е исто така многу важен и го следиме ревносно тој скрининг процес кој се одвива меѓу нашите институции и Европската комисија. Пред се затоа што во рамки на скрининг процесот се дефинираат рокови за имплементација на одредени директиви и регулативи кои Европската комисија несомнено ќе ги бара од нас да бидат имплементирани, а ние како Стопанска комора треба да се погрижиме за моменталниот статус на нашите компании и можноста да ги имплементираат сите тие легислативи. Особено ќе бидеме вклучени во делот на анализи, подкрепено нели со анализи во делот на зацртување на роковите во рамки на кои треба да се имплементираат и ќе бараме со одредени издржани наши стручни мислења дел од тие директиви и регулативи да бидат пролонгирани или да биде даден разумен рок за имплементација, пред се кога се однесува на имплементација на тие регулативи од страна на нашите компании. Како што кажав, скрининг процесот е многу битен за нас и ние будно го следиме во овој период. Не само заради дефинирање на тие регулативи, рокови во рамки на имплементација на тие регулативи, но пред се затоа што сметаме дека нашите компании треба да бидат во тек со сето она што е дефинирано и што се случува сега во рамки на скрининг процесот, а кое несомнено ќе влезе и во фазата на преговори. Економската интеграција за Северна Македонија е исклучително важна, бидејќи вклучувањето на ЕУ пазарите е клучен фактор за забрзување на економскиот раст и подигање на добросостојбата не само од економски аспект, туку и од општествен аспект. Процесот на интеграција подразбира усогласување на економски системи, политики, регулативи и со оние на Европската унија. Знаете дека во самиот процес на преговори не станува збор дали ние ќе ги имплементираме или не тие регулативи, тоа мора да се имплементира, затоа се и тие преговори. Меѓутоа зошто е нели преговори, како што кажав, е во делот на negotiation, односно преговарање во делот на периодот на имплементација на самите регулативи. Како што кажав, тоа е особено важно за нашата економија, односно за нашите бизнеси. Во рамки на тие преговори и на тие усогласувања, дефинирани во рамката на преговори, која моментално тече кај нас, се 6 кластери, од кои 5 се директно, каде што во рамки на 5 економијата е директно вклучена, односно постојат елементи каде што треба да постои тоа усогласување на одредени стандарди или регулативи кои нашите компании ќе мора да ги исполнат. Знаете сите дека Европската комисија најави дека ќе се изготвува дополнителен план на мерки и фондови за земјите од Западен Балкан со цел полесно да се адаптираат особено економиите за пристапување кон тие европски пазари. Ние како Стопанска комора преку различни канали доставивме барања за одредени барања кои сметаме дека се неопходни да се реализираат во текот на преговорите и постепено да се отвараат, пред се затоа што свесни сме дека нашиот бизнис сектор и нашите компании имаат потреба од голем број на прилагодувања кои ќе треба да ги направат во целиот тој процес. Едно од нашите барања со сет мерки и барања за дополнителни фондови го доставивме преку секретаријатот за европски прашања директно до Европската комисија,
Од вториот канал преку кој исто така делувавме е Коморскиот инвестициски форум, каде што се одржаа неколку состаноци со DigiNear, и тие како дел од Европската комисија ќе бидат задолжени за изготвување на тој дополнителен план за поддршка на земјите од Западен Балкан, кој очекуваме некаде во октомври да биде објавен веќе. Кои се тие барања што ние ги доставивме, кои сметаме дека треба да се реализираат во текот на преговорите и постепено да се отвараат одредени фондови, заради сето ова што претходно го кажав, односно олеснување на нашите бизниси за полесна имплементација на тие регулативи. Првично, и како Коморски инвестициски форум, и како Стопанска комора на Македонија, побаравме од Европската комисија да овозможи постепено отварање на европскиот единствен пазар и за македонските компании, како и за компаниите од Западен Балкан. Тоа е процес кој во моментот е достапен само на земјите членки на Европската унија. Меѓутоа, постепеното отварање на европските пазари под исти услови како што работат и земјите од Европската унија, за нас е многу значајно, бидејќи така и во текот на преговорите македонските компании ќе бидат на некој начин навикнати на условите кои ги бараат тие европски пазари, критериуми, стандарди и така натаму. За да се постигне сето тоа, значи за да се овозможи тој влез, исто така потребни се и дополнителни мерки. Втора дополнителна мерка која ја бараме од страна на Европската комисија исто така е постепено отварање и на структурните фондови. Што тоа значи? Тоа значи дека нашите компании преку структурните фондови ќе можат да реализираат одредени инвестиции заради задоволување на одредени стандарди кои треба да ги постигнат, нови индустријски процеси, задоволување на еколошките критериуми и генерално адаптирање на производите кои се произведуваат тука да бидат спремни и стандардизирани за европските пазари. Трета работа веќе, покрај отварање на европските пазари, структурните фондови, исто така неопходно е, а тоа го обеќа веќе на некој начин Европската комисија, дека ќе има дополнителни фондови кои ќе бидат овозможени во рамки на ИПА, програмите кои сите ние ги имаме, и Македонија има веќе ИПА 3 ќе отпочне да се реализира, особено зголемување на фондовите во делот на секторот конкурентност и иновативност, односно што тоа значи? Тоа значи да се овозможат поголеми средства повторно за економските текови, за да бидат исто така овозможени фондови директно за нашите компании, за да можат да ги имплементираат сите оние технологии, стандарди, кои претходно кажав, кои мора да се имплементираат за да може да се задоволат тие критериуми на Европската комисија. Тоа зголемување на ИПА 3 од наша страна е побарано и претходно, меѓутоа мислиме дека со отпочнување на преговорите од исклучителна важност ќе биде, бидејќи тоа ќе значи некаква финансиска поддршка за нашите компании, да бидат дополнети овие средства, овие фондови особено во делот на конкурентноста и иновативноста. Како клучен приоритет исто така е дополнителни вложувања, како техничка, така и финансиска поддршка од страна на Европската комисија во делот на инфраструктурните проекти. Тие се исклучително значајни за економскиот развој на државата, особено и на регионот. И сметаме дека под надзор на Европската унија и трошење на тие средства ќе се избегнат сите оние малверзации кои претходно настануваат со недоволно реализирани или споро реализирани инфраструктурни проекти. Исто така за отварање на тој европски пазар кој ние го бараме, неопходно ќе биде усогласување, односно дигитализација на инфраструктурите на нашите гранични премини со оние на Европската унија, заради признавање на одредени сертификати, документи, полесен проток на стоките и креирање на тие услови кои моментално ги има Европската комисија за проток на стоката меѓу нивните земји,
да може да биде овозможено за Македонија, односно за земјите од Западен Балкан. За сега јас толку би имала да кажам, само да најавам дека вакви пресконференции за одредени сектори, бидејќи секој од секторите, како што се агросекторот, металната индустрија, металургијата, исто така ќе имаат голем процес на трансформација. Секој од овие сектори ќе биде третиран на посебна пресконференција и со конкретни барања кои сме ги упатиле. Исто така, некаде во средината на октомври, во моментот кога ќе излезат дополнителните мерки и фондови за земјите од Западен Балкан, ќе најавиме уште една пресконференција каде што ќе сакаме да видиме што е она што е прифатено од наша страна и што е она што дополнително можеби ќе го бараме. Тоа е еден од клучните фактори кои ги наведуваат компаниите во Македонија и од регионот на Западен Балкан како пречка за зголемен обем на економски активности и нивен раст и развој. Пристапот до финансии е клучен за добивање на обртен капитал, кој што компаниите го користат за одржување на производствените процеси и остваруваат раст и развој, а исто така и долгорочен капитал кој што го вложуваат во инвестиции, иновации, креирање на работни места, имплементација на напредни техники и технологии. Фактите за микро, мали и средни предпријатија не ги знаете, не мора околу нив долго време да се задржувам, но тоа е рбетот на македонската економија. Имаат значајна улога во вработеноста, економската активност, давачките кон државата. Повеќе од 99% од компаниите се микро, мали и средни предпријатија, работуваат 74% од вкупниот број на вработени во земјата и создаваат околу 2/3 од вкупната додадена вредност, што е нешто како слично на просекот на Европската Унија. Што е достапно на микро, малите и средни предпријатија за финансирање на нивните производствени процеси или услуги? Тоа се нивните сопствени средства или позајмици од фамилијата или пријатели, финансирање или програмите што ги имаат домашните банки, финансирање од Европската Унија, тука влегуваат сите финансиски институции, Европската комисија и финансиските институции како што се Европската инвестициона банка, Европската банка за обнова и развој, Европскиот инвестиционен фонд, KfW и многу други. Јас сега директно ќе предам, затоа што немам доволно време за целата презентација, на прегледот што е моментално достапно на македонскиот пазар од Европската комисија, односно Унија, за малите, микро, малите и средни предпријатија. Тоа е кредитната линија од Европската инвестициона банка, која што оди преку МБПР и е во износ, после ќе ви ги кажам износите, ЕБОР, линија за микро, мали и средни предпријатија, потоа исто така од ЕБОР Green Finance Facility, средства што одат преку Европскиот фонд за Југоисточна Европа и Green for Growth Fund, тоа оди преку KfW, Европската инвестициона банка. Кредитната линија која што е од Европската инвестициона банка оди преку МБПР е во вкупен износ од 100 милиони евра, се реализира преку Комерцијална банка, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ, Шпарка се и Прокредит банка, но се потпишуваат и договори со други домашни банки, така да тој процес се уште е во тек. Наменета е за мали и средни предпријатија и каматната стапка кон крајните корисници е 3,5%. Европската банка за обнова и развој има кредитна линија во износ од 23 милиони евра, која што оди преку Шпарка се банка АД Скопје. Наменета е исто на кредитирање за микро, мали и средни предпријатија, при што барем 30% од средствата ќе се користат за финансирање на проекти за транзиција кон зелената економија, а каматната стапка на ова кредитна линија е согласно ценовната политика на банката. Потоа ја имаме програмата за зелено финансирање, што е повторно на Европската банка за обнова и развој. Таа е во вкупен износ од 30 милиони евра, се реализира преку македонски банки, за сега само Шпарка се има повлечено средства
и е во износ од 7 милиони евра, износот кој што оди преку Шпарка се банка. Наменета е за кредитирање на микро, мали и средни предпријатија во обновлива енергија и енергетска ефикасност. Каматната стапка е повторно согласно ценовната политика на банката, преку која што влечат средства крајните корисници. Европската банка за обнова и развој има исто така за Западен Балкан една кредитна линија што е ГЕФ и е во поголем износ, но кај нас се повлекуваат средства преку Прокредит банка и Шпарка се банка. Секоја од овие банки има по 1 милион евра. Наменета е за кредитирање на поединци, заедници на станари, производители на зелени технологии и даватели на услуги за инвестиции кои поддржуваат транзицијата на македонската економија кон зелена економија. Каматната стапка повторно е согласно ценовната политика на банката преку која што крајните корисници повлекуваат средства. Green for Growth Fund кредитната линија, тоа се средства кои што подолго време се во оптек во регионот на Западен Балкан, е во износ од 10 милиони долари, наменета е за домакинства, собственици на станови, заедници на станари, мали и средни предпријатија од сите економски сектори, општини и предпријатија од јавниот сектор. Морам да кажам дека се уште некој позначаен износ од оваа кредитна линија не е повлечен, но во идните години ќе стане се поактуелна во земјата и во регионот на Западен Балкан. Крајната стапка, каматна стапка кон корисниците е согласно ценовната политика на банката. И Европскиот фонд за Југоисточна Европа има кредитна линија која што е во износ од 5 милиони евра, наменета за домакинства, собственици на станови, заедници на станари, мали и средни предпријатија од сите економски сектори, општини и предпријатија од јавниот сектор. Каматната стапка е повторно согласно ценовната политика. Значи, ова е што е во моментот достапно до микро, малите и средни предпријатија преку македонските банки, а е финансирано од Европската комисија преку незините големи финансиски банки. Би сакала да ја најавам конференцијата која што ќе се одржи на 5 октомври во Скопје. Се вика Open for Business, Made in Western Balkans, supported by the European Union. Тоа ќе биде регионален настан во организација на Европската комисија, Стопанската комора на Северна Македонија и Коморскиот инвестицијски форум на Западен Балкан. Настанот ќе го отворат високи представници на Европската комисија од регионот, Европската делегација и председателот на Стопанската комора господинот Бранко Азевски. Целта на овој настан е промоција на новите финансиски инструменти кои што Европската комисија преку Western Balkan Investment Framework ќе ги има во земјите од регионот на Западен Балкан, а целта на овој настан ќе биде информирање на крајните корисници за придобивките од овие нови финансиски инструменти кои што ќе бидат наменети за нив. Благодарам. Работа на реализација на активности во рамките на проектот добиен од финансиран од Европската комисија Enterprise Europe Network или Европска мрежа на предприемачи, кој што делува во земјите на Европската унија и во останатите вкупно 60 земји со кои што Европската унија соработува, односно поврзано е со над 600 локални партнерски организации, значи во Европа и пошироко, вклучувајќи ги универзитетите, истражувачките центри, бизнис асоциациите, коморите, здруженијата, се со заедничка цел да се обезбедат информации и советувања на компаниите од областа на бизнисот, технологијата или науката. Главната мисија на Enterprise Europe Network, значи на оваа бизнис мрежа која што е најголема во светот, е да им се помогне на малите и на средни компании да ги искористат различните бизнис можности кои се користат во рамките на единствениот ЕУ пазар, за давање на информација и за поддршка на компаниите, со прашања кои што се поврзани во однос на европската регулатива и прописите,
информации за давање на совети во рамките на европските стандарди, во насока на промовирање на технолошка услуга, иновативен производ, услуга или техничка експертиза. И сите овие информации исто така може да се користат и од страна на поголемите компании, на институтите за истражување, универзитетите, центрите за технологија, агенциите за развој на иновации, со тоа што овие услуги се бесплатни во рамките на оваа бизнес мрежа. Доколку компаниите планираат да извезуваат или пак да инвестираат во странство, преку оваа мрежа може да се информираат за барања кои што се поврзани со законодавството на целните пазари, за царинските формалности, производите, потрошувачките навики. Доколку компаниите сакаат да го прошират својот бизнис, исто така може да добијат информации од европските компании кои бараат други потенцијални партнери кои што се занимаваат со дејност иста или пак слична на нивната, например за заедничко вложување, така што преку оваа база на деловна соработка може да им се помогне на компаниите да пронајдат свој бизнес партнер според нивните потреби и според секторската припадност. Исто така во рамките на оваа бизнес мрежа постојат можности да се добијат информации и совети за европските стандарди и важечките ознаки, например за CE ознаката, кои се препораки, која е една од препораките за успешен настап на европските пазари. Постојат можности да се учествува и на европски бизнес настани преку обезбедување на информации за учество на сајми, брокерски настани, компаниски мисии, конференции и обуки, така што партнерите и постојано членовите на Enterprise Europe Network организираат деловни средби за директно поврзување со доверливи партнери, како што и компаниски мисии, кои вообичаено се прават како придружен настан на големите трговски сајми и бизнес форуми. Сите овие настани се објавуваат на европската веб страна и на нашата коморска страна. Тие се бесплатни за учество, потребна е само регистрација за секој учесник на линкот кој што го дава платформата, за да се направи и да се искреира профил на компанијата, профил на учесникот, да се изберат други компании со кои што можат да се направат овие деловни состаноци на однапред договорено време. Друга можност која што постои во рамките на оваа бизнес мрежа е во делот на креирање и промовирање на бизнес профили за соработка, наменето повторно за компаниите во делот на бизнес побарувачка и бизнес понуда, со цел меѓународно вмрежување на компаниите, но доколку истите се подготвени и се извозно ориентирани. Во случај компаниите да бараат можности за финансирање на специфични проекти, Европската Унија исто така им помага на компаниите, доколку се тие исто така подготвени со своји иновативни проекти или пак со нови технологии да добијат финансиска поддршка. Европската комисија објавува и програми во рамките на Хоризонт Европа, кои се наменети за компаниите, истражувачките центри, за универзитетите, бизнес асоциациите, коморите, кои треба заедно да соработуваат и да ги поддржуваат компаниите во нивните напори, да создаваат иновации, да создаваат производи со високи стандарди, да ги подобрат своите технолошки процеси и да воведат нови технолошки процеси и заемно треба да се подобри таа соработка со истражувачките центри и универзитетите со цел да се постигнат зацртаните приоритети на Европската комисија, а тоа е една силна, јака и зелена економија.